Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште едно ново издание на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Се почесто педиатрите ги советуваат тазе родителите бебето да не го бањаат секој ден. Според некои официјални препораки, доволно е еднаш до 2 пати до неделата бебето да се искапи од глава до петиците. Грешите ли ако тоа го правите пречесто, секојдневно или пак преретко? Еднаш до 2 пати во месецот. Колка ви се потребите за хигиена на бебето, а какви се кај малите деца? Доктор Денис Алхалили, специјалист по педиатрија од Оделот за интензивна неонатална нега при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и председател на Сдруженијето за нега и грижа на доилки и мајки Лука и трудници, ако не се лажам, е гостин во студиото на Телма. Добре ни дојдовте повторно по магазинот за родителство. Благодарам на поканата, секогаш е пријатно тука да разговараме за овие теми. Бебињата се раѓаат со незрела кожа. Кожата на новороденчето е обвиткана со една белузлава, сиреста обвивка, ако не се лажам се нарекува верникс. Верникс, да. Да. Сега во некои породилишта во светот одлучуваат бебето по раѓањето да не го искапат веднаш и да остават оваа обвивка да се впие во кожата. Зошто тоа се практикува? Верниксот всушност е дел практично од мртвата кожа на бебето, значи од текот на бременоста, кое што се наслага, всушност се таложи на кожата на бебето и има заштитна функција после раѓањето. Тоа е карактеристика на бебињата кои што се родени термински, значи кои што се родени, да речеме, нели во нормален термин. Генерално посттерминските или покасно доносените бебиња кои што се малку повеќе време поминати во мајчината утроба, тие немаат верникс, исто така немаат и предвреме родените бебиња со кои што работам јас практично нели најчесто. Меѓутоа генерално да речеме одложувањето на бањењето на бебињата во родилиштето се практикува пред се од една причина која што е поврзана со терморегулацијата, односно со термостабилизацијата на бебето, затоа што се смета дека ако многу рано бебето се капе, дека всушност може да се предизвика намалување на температурата. Температурата е нешто кое што е навистина важно да се зачува во првите часови после раѓањето, затоа што таа е всушност и на некој начин го овозможува добриот квалитетен почеток на животот на бебето, затоа што со промената на циркулацијата после раѓањето, нели на да речеме отварањето на белите дробови, циркулацијата се менува, значи всушност и температурата игра многу важна улога за тоа бебето да остане стабилно, да се нормализира дишењето, да се нормализира нивото на шеќер во крвта, затоа што исто така и тоа е еден параметар кој што се следи веднаш после породувањето. Современите сознанија препорачуваат да се одложи капењето барем 24 часа после породувањето, меѓу другото заради таа термостабилизација, односно за да не дојде до ладење на бебето. Знаеме ние дека се што ќе се, да речеме, што ќе се допре ладно до бебето, значи дури и оние пелени кои што се користат за прифаќање на бебето или креветчето во кое што ќе се постави, значи облеката, било што, ако е ладно, тоа всушност влие на тој начин што ја намалува температурата, телесната температура на бебето. Една од причините за, да речеме, за да се одржи температурата, всушност е и тој прв контакт кој што се препорачува веднаш после раѓањето, бебето да не се остава на друго место, да речеме на подлога, туку веднаш да се постави на градите на мајката. И доколку е стабилно и терминско, тука всушност на градите на мајката да се избрише малку, да се стимулира, тоа е така наречена стимулација во која што со дразнење малце на кожата, на рефлексите всушност се предизвикува бебето да мрда, да се расплаче и на тој начин всушност да почне новиот живот. Така да тоа е, да речеме, еден пристап кој што всушност го поддржува тоа. Се случува ли во одредени родилишта во светот бебињата да бидат испуштени од болница без капење? Па не сум сигурен. Мислам дека сепак е важно во текот на тие први денови во престојот во болницата да се искапе бебето. Значи обично се одложува тоа 6, 12 до 24 часа, меѓутоа потоа се капе. И во поголемиот број на болници постојат и програми за едукација на родителите со терминско бебе, значи меѓу другото како да го негуваат бебето и како да го капат. Така да заедно всушност може да се случи таа процедура на прво
капење на бебето. Генерално се негува и таа, да речеме, традиција или тој ритуал на прво капење на бебето, затоа што тоа се смета дека е и многу важно за родителите, нели, нешто кое што ќе го памтат и нешто кое што ќе им значи. Во наши услови тоа обично, нели, дома си го прават и тоа го памтат као прво капење, многу често е стресно, меѓутоа сепак важно е да биде постепено и родителите да бидат сигурни во тоа што го прават и не е никаков проблем. А кај нас во породилиштата се одложува ли првото капење? Па мислам дека да, не сум сигурен колку време се одложува, меѓутоа мислам дека да, што се однесува на предвреме родените бебиња со кои што работам јас, значи тие не се капат генерално во првите денови, односно целокупната нега е насочена према тоа да се одржи, нели, таа термостабилизација, да се стабилизираат сите функции, па понатаму како што расте бебето, како што зацврснува и како што станува постабилно, веќе тогаш може постепено да се почне и таа рутина. Споминавте дека првото капење на бебето во домот е навистина стресно за родителите. Некои педиатри советуваат суво капење, суво миење, некои пак велат да го избањате под чешма. Што е тоа суво миење? Се препорачува ли? Дали е безбедно под чешма да се измие бебето? Да се искапе целосно? Генерално за капењето на бебето во домот, значи многу е важно пред се родителите да бидат смирени, да не се форсираат и да не, да речеме, да не бидат присилени на некој начин да го бањаат бебето ако не се сигурни како се прави тоа. Значи има повеќе начини и повеќе пристапи, значи можно е да биде тоа со проточна вода, значи со легенче кое што е под бебето и со потурање. Така. И тоа е на некој начин побезбеден начин во кој што всушност бебето се со проточна вода се бања, меѓутоа не е под чешма. Многу често се случува во болниците, значи бебињата да се бањаат и така под чешма, меѓутоа тука постои одреден ризик во однос на температурата на водата, да не има некоја промена. Да, и генерално мислам дека не би требало во домашни услови да се капат бебињата под чешма. Во болниците постојат и специјални кадички во кои што всушност не се бањаат под чешма бебињата, туку се полни кадичката со определена количина на вода и всушност постепено бебето се пушта во водата со цел да не се предизвика стреси кај бебето. Многу е важно и родителите, како што кажавме, да го применат оној начин кој што на нив им е посигурен. Тоа суво капење, односно капење без многу вода, всушност е бришење со влажна крпа или всушност со стегање на крпата да се обезбеди малку вода и да се исплакне бебето на некој начин. Меѓутоа тоа се некои, да речеме, почетни начини или минимални начини кои што во првите денови може да се користат. Меѓутоа понатаму генерално како што бебето расте, би требало да му биде, да речеме, овозможено тоа задоволство да се капе, затоа што ако се прави тоа редовно, бебето постепено се учи и почнува да ужива во процесот или во ритуалот на капење, на бањење и меѓутоа исто така уживаат и родителите. Така да генерално бањење под чешма не препорачувам. Со потурање може да биде во текот на првите денови. А суво? Капење? Може и така, значи доколку родителите не се сигурни додека да се опуштат малку, зашто знаете многу зависи од искуството, многу зависи од поддршката. Додека се охрабрат. Додека се охрабрат. Токму тоа, значи ние генерално, да речеме, со организацијава Лулка што работиме нели веќе 12 години, организираме нели обуки, едукации бесплатни со цел да се чувствуваат малку посигурни родителите и да може да го направат тоа. Меѓутоа и оние кои што поминале обуки со првото бебе се малку понесигурни, со второто дете веќе стануваат многу посигурни и веќе се поопуштени, така да идејата е всушност на тој начин да се овозможи бебето да има некаква хигиена, а да не се стават родителите, да речеме, во некоја несигурна зона во која што нели може да им биде страв. Генерално капењето не е страшно и не може ништо на бебето да му попречи или да му смета. А колку често треба да се бања бебето? Ова е една голема дилема за која што дури педиатрите даваат најразлични препораки. Дали секојдневно или пак еднаш до 2 пати во неделата. Има дури ставови дека еднаш до 2 пати во месецот е доволно. Видете, многу зависи од секојдневната хигиена и од начинот на хигиена.
например, доколку бебето на секое менување на пелена, доколку имаат услови родителите на секое менување на пелената да го мијат тој дел, Пеленската регија пеленската регија да ја мијат, во тој случај може да се одложи капењето неколку дена. Меѓутоа, генерално долготрајно одложување на капењето, јас, значи како педијатар, од моето искуство, нели како педијатар и како родител, не би препорачал, меѓутоа тоа се различни школи, различни теории, како што кажавте, различни педијатри. Во денешно време има такви различни ставови и теории во однос на исхраната, и во однос на капењето, и во однос на многу различни работи. И ако се вратиме наназад, значи генерално во историјата во изминатите 50 на години, значи практиките се многу променети, така да не можеме да кажеме дека тоа што сега го правиме дека е апсолутно точно или апсолутна вистина, можеби за 5-10 години ќе има нели некоја друга пракса која што е секако подобра и од оваа сега. Во принцип најосетливи се пеленската регија и доколку секојдневно нема услови за миење со проточна вода, со чиста вода на пеленската регија, на секое менување на пелената, во тој случај јас препорачувам да се прави да се капе бебето, односно да се бања секој ден или преку еден ден со цел да се исчисти целокупно целата таа регија. Затоа што ако се користат влажни марамчиња кои што нели во денешно време ги имаме и со различни нели додатоци, меѓутоа има и оние што се водени марамчиња што се само со 99% вода. Генерално ако се користат такви, ние не можеме да се потпреме само на тоа и да не го искапеме бебето, да речеме еднаш на ден или еднаш на 2-3 дена. Зошто? Заради тоа што сепак во тие нели во тие преклопувања на кожата во завоите каде што на пример има некој засег во фалтичките на бебето, точно може да се собере нечистотија. Многу осетливи делови се тие околу пеленската регија, исто така на вратот. Неретко се случува, значи на вратот да се остане. Бебињата блјуцкаат, па потоа се може задржува. Може од блјуцкањето, меѓутоа исто така може и од заостаток на она, да речеме, кожа што се менува нели на бебето од епидерма да останат како да се перута кожата и тоа всушност да биде место каде што може да настане инфекција. И на тие места, црвенила инфекција, и на тие места всушност после и многу тешко за здравува. Знаете, после па треба многу бањање, многу нега, многу чистота во тој дел за да може да се излечи таа зона што е осетлива, чувствителна, и токму заради тоа сметам дека капењето е секако подобра опција. Има и уште еден многу битен дел, а тоа е создавањето на еден како цврст слој од епидерм на кожата на главата. Теменица, да, која што после може да биде многу, да речеме, тешка за отстранување и некогаш бебето може да си ја носи детето и до година и пол, до 2 години, затоа што не може да се отстрани, а настанува најчесто кај оние бебиња кои што поретко се бањаат. Родителите се обидуваат да ја измијат таа теменица. Што велите вие, каква треба да биде негата кај оние бебиња кои што имаат парченца кожа? Од моето искуство, значи оние кои што се бањаат редовно, секојдневно, значи и на кои што им се мие нели и косата и кожата на косата, тие најчесто немаат теменици. Меѓутоа, ако се случи да се појави, тоа не може да се измие, туку генерално се ставаат средства за да се омекне тој дел, значи како козметички препарати за да се омекне, па со нежна мека четка да се четка секојдневно со цел да се отстрани. Тоа секако ќе се отстрани понатаму како што расте детето. Има потреба тоа да се прави или само од себе треба да пројде? Тоа е индивидуално, не би можел да кажам, заради тоа што некогаш јас од моето искуство сум видел каде што и прилично многу дебело и многу големо тоа како кора, така да на родителите им смета и сака да го отстранат. Ги споменавте влажните марамчиња. Зошто педијатрите велат да не се користат, односно да се избегнуваат колку што почесто тоа е можно? Генерално хигиената е прва причина и оној пеленски дерматит кој што може да настане не е тоа као резултат на користење на влажни марамчиња, туку као резултат на генерално, значи послаба хигиена или поретко менување или заборавање на некоја пелена која што е мочана, да речеме. Обично ако мириса пелената, родителите брзо ја менјаат, меѓутоа се случува во текот на ноќта, на пример, да остане една водена пелена. Кога бебето ќе почне веќе после месец и пол, 2 да пие повеќе,
значи да пие поголема количина на млеко, оно во принцип во тие први месеци мокри постојано, значи и дење и ноќе, и може во текот на ноќта навистина се собере голема количина на течност во пелената. Ако не се смени тоа е една, да речеме, доста честа причина за појава на пеленски дерматит. И тоа е исто така, како што кажавме, значи осетлива регија во која што најдобро е ако спречиме да не се случи да се појави пеленски дерматит, затоа што понатаму потешко се лечи. Или со различни креми, со различни средства, некојаш дури и кортико макотрпно и за бебето и за родителите. Да, точно, и болно, значи на секое мокрење на бебето се гледа дека му е стрес и некојаш и заплакува заради тоа што го боли. Така да во принцип, значи, според мене, влажните марамчиња може да се користат. Меѓутоа, сепак генералната хигиена ако се одржува, тогаш најчесто нема да дојде до појава на пеленски дерматит. Најлошо е ако се користат влажни марамчиња секојдневно, а бањењето, генералното бањење, значи во потопување, во кадичка на бебето и чистењето е поретко, да речеме, како што кажавте, на 3 дена, на 5 дена или дури еднаш два пати месечно. Во тој случај, според мое мислење, многу често може да дојде до појава на пеленски дерматит. За овие совети колку често се бања бебето, многу зависи и каде живее семејството, значи дали живеат во куќа, дали живеат во стан, колку е температурата, значи каков е, зависно од тоа дали е зима или лето, знаете колку е, затоа што генерално некаде и тешко е да се обезбеди температура од 24-25, колку што се препорачува да биде, нели, температурата во собата за да бебето се бања. Во некои средини, во некои куќи каде што има послаба изолација, може и никогаш да не се постигнува таа температура и токму заради тоа може да е таа препорака за поретко бањење. А доколку родителот реши после секоја столица, после секое какање на бебето, да ја измива пеленската регија, дали тоа може да го направи под чешма? Може ли тоа под чешма во тој случај да се прави? Или повторно постои ризик од промена на температура? Ризикот е секогаш тука, затоа што со ладна вода не можеме да го миеме бебето, нели? А со топла вода можеме да го миеме, меѓутоа може пак да дојде до промена на температурата. Доволно е некој негде да пушти некоја друга чешма на ладна и да дојде по топла вода врз бебето. Меѓутоа, тоа во принцип не е лесно да се прави. Генерално јас препорачував, кога работев као матичен педијатар, препорачував кога ќе има пеленски дерматит, кога ќе се појави веќе некаков тип на црвенило или некоја иритација на кожата као резултат, нели на било која од овие причини што ги набројавме, во тој случај тие неколку дена да не се користат влажни марамици, туку само да се мие со вода пеленската регија. Зашто? За да може да бидеме сигурни дека тоа место ќе биде чисто и дека редовно ќе се мачка, нели, со крема и на некој начин за побрзо да се надмине таа состојба. Доктора, треба ли да се внимава на кој начин се чистат гениталните женски машки органи кај бебињата, бидејќи понекогаш столицата се задржува внатре во нив? Тоа е можно, тоа е секојаш ризик, тоа не можеме да знаеме, нити па има техника со која што може да се исчисти, нели, до толку детално. Некогаш тоа се случува и во брзање, некогаш, нели, не сме дома кога ја менуваме пелената на бебето, некогаш сме дома, ама, нели, има мајката некои обврски или работи. Во секој случај мислам дека тоа е важно, нели, да се одржува хигиена, меѓутоа пак ќе кажам дека бањењето е всушност мастер ресет на некој начин, тоа е генерално ресетирање, нели, еднаш во 24 сати или еднаш во 48 сати, каде што всушност и сите тие делови ќе се убаво измијат. Нели, со вода, со купка, со малку, да речеме на некој начин, киснење на бебето и на тој начин всушност се убаво се бања и се чисти. За ова е интересно да се каже дека во принцип хигиената е многу важна при менувањето на пелените и на околината. Например, треба да има една подлога која што ќе се користи само за менување на пелени, без разлика дали е тоа специјална подлога или место за менување на пелените во спалната или во собата на бебето, или па е негде во дневна, на тросет, на фотелја, било каде, затоа што како што расте бебето, нели, тоа може да се случува и на повеќе места во домот. Меѓутоа важно е да има една
една прекривка и многу е важно по завршувањето на целата таа процедура на менување на пелени, хигиената на рацете. Тоа значи да се измијат рацете на тој што менува пелени, меѓутоа веќе како што расте детето кој ќе направи веќе неколку месеци, треба веќе и рачињата на бебето да се мијат. И после таа процедура, меѓутоа и неколку пати во текот на денот. Зошто? Заради тоа што и тоа веќе почнува да фаќа, почнува да мрда, станува динамично, со цел нели да се заштити и бебето. Доктор Алхалили, сигурна сум дека родителите ќе сакат да постават прашање на денешната тема, па еве, почитуваниот овој момент, можете тоа да го направите на телефонскиот број 3076 677. Зборуваме се за капењето на бебињата, за бањањето исто така на малите деца, од кога би можело да се применуваат и купки, хемиски средства, дали тие треба да бидат органски, слично сето тоа ќе ни го појасни доктор Денис Алхалили, специјалист по педиатрија. Пред да преминеме на средствата за хигиена кои што се употребуваат кај бебињата и малите деца, би сакала да ве запрашам за негата на папчето. Смее ли тоа да се влажни пред да падне? Дали смее бебето убаво да се избања додека папчето не испадне? Генерално се смета дека додека да падне папчето, треба да се бања бебето со проточна вода, тоест да не се остави подолго време да кисне во водата во која што се капе. Меѓу другото, заради тоа што, нели, како што кажавме, од хигиената на пеленската регија, значи, генерално може да се пренесе на таа зона на папчето, која што се смета дека е поосетлива и е место каде што може да се добие инфекција. Папокот практично, или тој дел кој што останува, слепиот дел од папчето, значи тоа е мртво ткиво кое што нели нема нерви, не го боли бебето ако се брише околу или ако се прави нешто, и тоа многу често мораме да го објасниме на родителите дека не го боли или не чувствува нешто бебето ако се брише или ако се околу тој дел ако се одржува хигиена. Меѓутоа, важно е, значи, може да се бања бебето додека да падне папчето, затоа што тоа може некогаш да трае и повеќе денови, значи да се одложи процедурата на паѓање на папчето. Меѓутоа, откако ќе падне папчето и откако ќе се осигураме пред се од патронажната сестра или од матичниот педијатар дека нема некаква инфекција или гранулом или некаков, да речеме дека ќе биде одложено тоа затварање или епителизација, така наречена, на папчето, ако се е во ред, тогаш веќе може бебето да се капе нормално, може да се стави во кадичка и може да започнат сите тие нормални процедури на капење. Меѓутоа, до тогаш многу е важно да биде со проточна вода, значи да не биде стоена водата во која што ќе се бања бебето, да биде со проточна и после завршувањето на капењето убаво да се исуши тој дел, меѓутоа исто така и да се на некој начин заштити, да се избрише, да се исчисти и тој дел. А каква кадичка да се користи? На пазарот има најразлични видови. Со рамно дно, со испакнатини, со специјални додатоци за држење на бебето. Што советувате? Дури и кадички што се прикачуваат на самата када во купатилото. Има варијанти најразлични, точно. Дури има и некои што се со цело практично постојле кои што се ставаат нели во дневна или во спалната, па целокупната таа структура е како маса на која што практично бебето се бања. Меѓутоа, генерално има различни варијации. Според мене важно е да биде доволно нели голема за да може бебето внатре да се постави. Сметам дека се многу корисни тие како влошки кои што се ставаат натре во кадичката или кои што може да ги има или кои што некогаш и ги има во самата кадичка, која што всушност го држи бебето да биде во една полулежачка положба со испакнатини за безбедност кои што доаѓаат под рацете, практично под пазувите, и една испакнатина помеѓу нозете која што стои, со цел бебето да не потоне во подлабокиот дел од кадичката. На тој начин всушност може да се наполни кадичката, да речеме, на бебето негде до ниво на градичките, како што е легнато во полулежачка положба, и на тој начин може и бебето всушност да биде опуштено, ама може и родителите да бидат опуштени. Знаете, порано често се случуваше, да речеме, ако дојдат бабите да го бањаат бебето, па ќе стават вода во кадичката толку 1 сантиметар или 2 сантиметри, меѓу другото од страф нели да не подлабока водата, па да не падне бебето внатре, па да се напие од водата или да се задави. Меѓутоа, со овие практично додатоци, стварно многу се олеснува целиот тој процес и бебето ужива затоа што е опуштено, ама и како што кажав, може и родителите да уживаат. Би сакал да кажам дека, зошто го кажав и на почеток тоа, значи,
да прават толку колку што сметаат они дека е, да речеме, во нивната зона на комфорт. Зашто? За да нема стрес. Затоа што ако родителите се опуштени практично и полека по полека, нели, се учат како да го бањаат своето бебе, и бебето го чувствува тоа, нели, таа, да речеме, таа позитивна енергија, и полека по полека се навикнува и бебето. Се опушта. Факт е дека бебињата во првите месеци плачат за се. Значи плачат ако ги облекуваш, плачат ако ги соблекуваш, плачат ако им менуваш пелена, плачат дури и ако ги ставаш да се бањаат или ако ги капеме. Меѓутоа, тоа полека по полека се надминува и не би требало да ги обесхрабри родителите, нели, да речат сега не го бањаме бебето, туку ќе го бањаме еднаш или два пати месечно, заради тоа што плаче. Важно е да го прават тоа и важно е, нели, сите тие процедури нормално се одвиваат, меѓутоа многу е важно и на некој начин да бидат смирени, бидејќи после одредено време навистина се тоа преминува во еден стварно многу пријатен ритуал и бебето останува во водата негде и 15, 20, 30 минути, нели, додека не се олади водата, и плиска на сите страни, ужива, и тоа е стварно убаво. Мислам, јас тоа и од лично искуство можам да го кажам, меѓутоа и генерално сметам дека така е подобро, нели, за сите. Имаме гледач кој што ќе постави прашање во денешниот магазин за родителство. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Бебе, слушам на телевизија, јас сум ми чувала мои два сина и две внучиња сум ми чувала. Така. Баба сум на 70 години. Така. Бебето се бања секој ден. Ама се става јас суче на главата да му биде водичката испод ушите. Испод ушите и јајце. И јајце. Јајце у водата ќе го раствориш јајцето. До 40 дена внучињата сум ги бањала со јајце без сапун. Значи живо јајце го кршите, ставате внатре, го растварате. Го матиме у водата. Така. И ставаме, го масираме нежно со раците. Ставаме на раците крема, да не упива, да му биде нежно. Снагичето. Без сапун. Само без сапун со тоа. Баш ми е драго што се вклучивте во емисија и што споделивте едно искуство кое што новие простори се применува со генерации. Докторе, така, еве докторот да видиме каков став има по ова прашање. Што велите за капење на новороденче, на мало бебе со јајце внатре? Знаете, интересно е што прво ова со перничето, тоа е интересно затоа што перничето уствари има функција да ја држи главата на бебето, нели, рамениците и главата да ја држи над нивото на водата. Така да всушност тоа е на некој начин сега што се користат тие, да речеме, такви додатоци внатре во кадичката со цел, нели, исто така да го држат бебето над нивото на водата, да, подигнато. Така да апсолутно се согласувам. Генерално сметам дека нема причина зашто да аргументираме во однос на ова со јајцето, затоа што повеќето од сегашните работи кои што се користат како козметика, нели, како за мачкање на кожата на бебето, средства, препарати, значи еден дел од тие всушност потекнува токму од таа традиционална, да речеме, медицина или од тоа што го користеле порано. Значи ако не се става сапун, а се става јајце или некаков друг додаток, генерално функцијата му била всушност да ја омекне кожата на бебето, да ја заштити или на некој начин да има некој позитивен ефект. Интересно е што тоа, ако се применувало, нели, подолго време во минатото, тоа значи дека немало некаков штетен ефект, зашто ако имало штетен ефект, веројатно луѓето ќе виделе и ќе престанеле да го прават. Така да јас не би коментирал по однос на тоа ништо дополнително. Главната поента е дека со капењето всушност на бебето му се овозможува да има, нели, да биде поздраво, да има едноставно поубава кожа, почиста кожа, да се намалат тие компликации поврзани, нели, со осетлива кожа, со воспаление. Така да тоа е тоа. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, јас имам прашање во однос на тоа црвинило кое што се јавува баш кај вратчето во тој придел, баш слушнав, нели, коментираше докторот и за тоа црвинило. Дали треба да се третира со крема кој што пример има цинк оксид? Јас забележав баш на бебето баш денеска, веројатно дека има преклопување на кожичката ваша во тој придел. Не знам сега, еве ќе го одмивам, нели, секој ден ќе го тушираме, можеби
заради хигиена, меѓутоа со што да се мачка, дали со некои креми што се конкретно користам биодерма, дали со тоа да продолжам или цинкоксид да ставам на тој предел. Так, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Обично родителите црвенилата на кожата ги третираат со креми кои што содржат цинкоксид. Па да, тоа е во принцип е, да речеме, најчесто за пеленската регија, затоа што создава еден слој кој што ја штити кожата. И тие благи иритации може и на тој начин да се подобрат или да се намалат. Што го спомнав, што кажа мајката баш денеска приметив. Интересно е тоа што со тек на времето како што нели работиме во оваа област, всушност ги откриваме сите нели замки или потешкоти со кои што може да се судрат родителите, и токму затоа и го спомнав и ете испадна дека точно се случило баш денес. И тоа многу често се појава, пред се заради тоа што бебето блјуцка, меѓутоа многу често може да се случи и после капењето, ако не доволно се избрише и исуши бебето. Токму затоа е битно со памучна крпа, значи со мека памучна крпа, сите тие превои кои што се каде што се нели како што кажеме каде што се преклопува кожата на бебето, значи да се убаво избрише за да биде суво. Затоа што ако е суво, всушност е отпорна кожата поотпорна е на иритации, меѓутоа тоа станува збор нели за нормална кожа. Ако има бебиња што има многу сува кожа или склоност кон атописки дерматит, тогаш па сувоста кај нив па прави нели на другата страна проблем. Во принцип во овој случај јас не би можел да кажам што да стават како препарат, меѓутоа треба да се одржува чисто, треба да се одржува суво, односно нели да не остане влажно во тој дел, во тие регии кај што е преклопено, вклучително и на вратот, и да се обратат на ако не помине, односно ако тоа продолжи, ако трае и до утре, заутре, значи ако е на вистина место кај што може да настане иритација и инфекција, да се обратат на дерматолог кој што ќе им каже точно и каков лек да стават, затоа што тоа се користи, се става лек кој што ќе го смири, да, и ќе го намали, всушност ќе го врати во нормала кожата. Докторе, тука ќе пуштиме еден блок реклами. Почитувани, следува кратка пауза за реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Колку често треба да ги бањаме децата, односно бебињата и малите деца, на каков начин тоа да го изведеме, ни појаснува доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Тој работи во оделот за интензивна неонатална нега, воедно председател на Сдруженијето за грижа на трудници и мајки Лулка. Докторе, како да провериме дали температурата на водата е соодветна за капење на бебето? Јас се сеќавам конкретно дека нашите родители го ставаа лактот во водата и велеа не треба ништо да почувствуваме. Па генерално тоа е некоја исто така нели субјективна метода која што ја користеле порано и веројатно е точна, исто така нема да аргументираме тука. Меѓутоа, мојата препорака е во принцип да има термометар за вода. Тоа е нешто кое што уопшто не чини скапо, значи не е скапо нешто. И колкава треба да е температурата? Температурата треба да биде околу 37-38 степени, значи најблиску до телесната температура на бебето, и бидејќи си е назначено, значи си има мерка и обично нели има една зона, жолта или зелена зона во која што треба да биде температурата, тоа е на некој начин и полесно и многу едноставно и најбезбедно за родителите. Посебно кога што кажеме нели млади родители, многу на некој начин нели малце и стрес во однос на сите тие процедури за нега на бебето, мислам дека тоа е најбезбеден начин за да не дојде до некоја незгода поврзана со нели многу ладна вода или уште пострашно потопла вода. Затоа што и ние возрастните, значи има некој кој што има афинитет со потопла вода да се тушира или да се бања, некој со поладна, и заради тоа сметам дека тоа е најидеално решение за бебе. А треба ли во увцата на бебето да се стави памукче за да не навлезе некоја капка вода внатре, па да создаде инфекција? Генерално водата што навлегува во ушите не создава инфекција и не би требало да создаде инфекција. Баш напротив, значи и тоа има дури нели такво хигиенски ефект.
генерално се смета дека не треба да се затвараат ушите кога се бања бебето, туку тоа да биде нормално оставено. Значи таа вода што нормално влегува и самата значи се полека по полека се излива, односно излегува од ушниот канал. Ушињата на бебето се смета дека се чистат постојано, како што тоа мрда со устата, како што плаче, значи како што голта додека цица или додека пие, се смета дека тие минимални движења всушност и го одржуваат или го чистат тој така наречена ушна маст која што ја има во ушите, и затоа мислам дека нема потреба нешто посебно да се прави по однос на тоа, освен нели во ретки случаи. Да се користат стапчиња за уши? Стапчиња на уши може да се користат, меѓутоа оние што имаат проширување кои што се специјални за бебе со цел да не навлеземе повеќе од што треба, затоа што ушниот канал на бебето е многу помал и пократок од возрастните, меѓутоа генерално како процедура за чистење мислам дека не е обврзна. Значи генерално побитно е надворешната ушна школка да се избрише и да се исчисти со тие отколку внатре во ушниот канал. Потребно ли е да се користат купки и шампони од самиот старт на капењето? Во текот на првите денови не мора, како што кажаме, нели ради верниксот и таа заштитна улога која што има верниксот, меѓутоа понатаму понатаму сметам дека треба да има некои благи средства кои што се неутрални, кои што се наменети за бебешката кожа. Во принцип секогаш препорачувам нешто што е поедноставно, што е да речеме така подостапно, а доколку има некаков проблем да се оди према некои да речеме поспецифични козметики кои што се наменети за премногу осетлива кожа. Треба ли да читаме етикети, да избегнуваме одредени средства, како што себе парабените, за нив се зборува, но сигурно постојат и некои други хемиски материи кои што не се препорачливи? Па во денешно време генерално се препорачува да се читаат етикети заради тоа што има секакви различни нели производи на пазарот. Најсигурни се оние кои што се нели глобални брендови кои што се продаваат во повеќето европски држави, во кои што има и нели да речеме поригидни се тие правила за составот, за начинот, контролите се поизразени, така да мислам дека тоа е да речеме така побезбедно. Во секој случај не треба ни премногу да се користи, според мене, значи ни премногу да се користи козметика или да бидат родителите опседнати нели со тоа каква козметика се користи за нивното бебе. Најважно е да се одржува хигиена и да биде бебето да речеме да има здрава кожа бебето, значи да се одржува некоја нормална средина, а доколку има потреба во тој случај значи се препорачуваат дополнителни некои препарати за хидрирање или лековити некои состојки како што е како што е цинкот или како што се некои други препарати, така да во принцип мислам дека хигиената е пред се најважна. Има некои бебиња што имаат и поосетлива кожа и тие бараат да речеме така некоја поосетлива или поспецифична козметика. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден за гледачот. Добив знак дека очекува вклучување во емисија. Добар ден. Не успеа да се вклучи, нека се јави повторно. Дали советувате органска козметика да применуваат родителите? Сега органското е нели прилично популарно и препорачливо, меѓутоа и поскапо, така да генерално за оние кои што може да си дозволат органската козметика се смета нели дека е подобра и поприродна и да речеме прифатлива за кожата и за организмот. Меѓутоа сепак како што кажав, значи сега има некои трендови кои што можеби за неколку години ќе бидат надминати или ќе биде нешто друго актуелно, така да во принцип како што кажав, значи според мене е пред се најбитна хигиената, значи дали ќе биде со органски или со поскапа козметика или со поевтина, многу е важно да се одржува хигиената и да се на некој начин овозможи нормална средина за раст и развој на бебето, затоа што комуникацијата, односот меѓу родителите, односот со бебето, тоа што го кажеме нели како е позитивна енергија, позитивна средина во текот на сите тие процедури на капење, на нега, на грижа за бебето, мислам дека тоа е исто подеднакво важно колку што е важно нели каква козметика ќе се користи. Двајца гледачи очекуваат вклучување. Добар ден за првиот од нив. Се надевам овој пат успешно ќе се вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дечината
Господјата пред школа, која да лепче старите со јајца да се капи. Дали е тоа точно, господје? Така, значи вас ви интересира дали би требало се капат бебињата со јајца, како што ве разбирам. Да. Добро. Само тоа прашање или имате уште нешто да додадете? Да. Добро, тоа е. Во ред, ви благодарам за поставеното прашање. Веднаш да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Најпрво би сакала да ве поздравам вас и докторот. Сакав да ве прашам во врска со капењето. Нели бебињата во родилиштата се бањаат на проточна вода, односно вода од чешма. Дали тоа да го практикуваме дома или во кадички, како што нели ние родителите знаеме да го правиме? Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Сега докторот ќе даде појаснување двете прашања. Го фативме се тоа во емисијата, но еве сега накратко еден сублимат. Првото за јајцето, значи јас не можам директно да препорачам да ги бањаат бебињата со јајца, пошто во денешно време нели имаме и препарати неутрални кои што нели имаат за цел да нели да направат малку и позитивна средина во однос на кожата, значи неутрална средина за и хигиенски ефект да имаат, меѓутоа и нели да не делуваат премногу штетно на кожата. Така да мислам дека бебешка купка која што е специјална, можеби е подобро решение од јајцето во денешно време, меѓутоа сепак тоа останува нели на афинитетот на родителите и посебно на бабите нели и на дедовците. Така да мислам дека не би препорачал да биде тоа прв избор. Добро. Во однос на другото прашање за капењето со проточна вода или во кадичка, као што кажав и претходно, значи без разлика како се бања бебето во болница, се смета дека додека падне папчето, значи подобро е ако водата е проточна, односно ако се потура на некој начин со чиста вода. Меѓутоа, од кога ќе падне папчето и од како ќе епителизира, тоа значи дека тој дел кој што е папчето ќе биде покриен со нормална кожа, која што е нормален процес после паѓањето на папчето. Од кога ќе се заврши таа процедура, значи тогаш веќе тука воопшто нема никаква опасност за било каква инфекција или било што, и од тој момент натаму може бебето слободно да се постави во кадичка, да се наполни кадичката и да се капе бебето. Но доколку представува за родителите голем стрес да се искапе бебето по чешма, еве ја можам да споделам едно мое искуство, тоа се уште го паметам како едно исклучително стресно искуство, може да се потура. Може да се потура, да. Дури мислам дека тоа е попаметно и попрепорачливо, значи да имате еден сад во кој што има вода, нели на соодветна температура, како што кажеме, идеално со термометар проверена, да имаме една црпалка и едно легенче во кое што всушност ќе истекува водата. Едниот родител го држи бебето, значи, а другиот го потура со таа чиста вода, нели, која што имаме спремна во сад. И мислам дека тоа е сосема доволно за првите, нели, тие првите денови, првите 2-3 недели додека да се или малце и опуштат родителите и додека да се среди таа состојба со папчето. Имаме уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, сега имаме еден проблем. Мојата ќеркичка е 3 години и неколку месеци, 3-4 месеци, но проблем веќе 6 месеци сигурно со интимниот дел, односно изема од вулва, значи бриз од вулва на хигиенски, кажа дека има некоја бактерија која што самите каки. И сега имаме од докторка кажано секој ден да ја миеме со камилица и со хиперманган. Значи еден ден камилица, еден ден хиперманган, но некако тоа се провлекува веќе некое време, таа се жали на црвенило. Па така ме интересираше за некое мислење за ова. Така, ви благодарам за вклучувањето. Исто ова не е воопшто редок проблем, понекогаш знаат и тие мали уснички кај девојчињата да зараснат. Да сраснат, да се спојат. Да се слепат на некој начин. А дури хируршки, понекогаш треба да се интервенира. Што во овој случај? Значи, генерално, мислам дека хигиената е многу битна. Ако неколку месеци трае таа процедура и лекувањето на тој начин, сметам дека треба да се обратат на второ мислење, значи да отидат на друго место каде што ќе разговараат за некој посоодветен третман или каде што ќе им дадат и некаков лек, нели? На нефролог? Детски? Не, на дерматолог, на дерматовенеролог. Генерално тоа е кожна работа, кожна проблематика.
тоа што правеле бриси што е откриена бактерија, тоа е всушност заради тоа што таму има воспаление и инфекција и тоа со подобрување на состојбата на кожата и со нормализирање, значи тоа може да се надмине. Во таа регија многу често и кај сите деца, значи ако се земе брис може да се добие некаква бактерија. Главната поента е да нема уринарна инфекција, посебно кај девојчињата е честа уринарната инфекција која што е последица на тие хигиенски навики или на хигиенски практики. Зошто е важно, докторе, бебето и воопшто детето никогаш да не го оставиме само во кадичка? Тоа е едно многу важно прашање и сметам дека треба посебно да го нагласиме и да го истакнеме. Неретко се случува, значи бидејќи тоа е процедура која што е секој ден, секој втор ден се случува во домот и тоа се случува повеќе месеци. Некогаш да се свртиме или да имаме нешто што треба да направиме или нешто што сме ставиле на шпоред па треба да го тргнеме, меѓутоа мора да нагласам дека апсолутно не сме ни секунда да се остави детето само без надзор ако е во вода, без разлика дали е тоа вода во кадичка и колку и да е таа мала вода. Плитко некогаш велат, не е опасно. Дури да е плитко, генерално бебињата имаат послаба контрола, послаба моторна контрола првите 6 месеци, првите месеци не можат и да се превртат од грб на стомак и од стомак на грб, така да во принцип тоа е навистина многу сериозно и многу опасно. Тоа важи и за капењето во домот, значи на бебето, меѓутоа важи и секаде каде што има вода и деца. Значи секаде каде што има вода и деца се смета дека треба да има екстра мерки за заштита или екстра внимание на родителите, без разлика дали тоа е некој хотел или некој кафич каде што има фонтана или базен, или е на море или било каде, значи дете и вода бара внимание и надзор. Имаме уште еден гледач што ќе постави прашање. Добар ден. Добар ден, сакам само да и помогнам на претходната гледачка. Нашето бебе со жолтица лежевме во болница, ни го испуштија со толкави црвеници кога ние почнаме домашна контрола, дури кога дојде ни рече да купиме во аптеките со тегет капаче целосно, здраве се вика, да ја мачка само со тоа, инаку детето значи вриштеше, пиштеше од тие црвенила. Така се работи очигледно за бебе со неонатална жолтица, ако не се лажам. Добро ви благодарам за вклучувањето во програма. Мислам дека не се работи, докторе, за истиот проблем со гледачката. Затоа што ова е со жолтицата, со класичен пеленски дерматит, веројатно, или црвенило во таа регија, кај бебе, додека другиот случај е поврзан со дете кое што беше скоро 3 години, 3 нешто. Така да различни се и навиките, различни се и движењата. Не се ни користи пелена во тој случај кај поголемите деца. Може да се навратиме на тој случај ако не слуша гледачката. Ако детето користи пелена, затоа што во денешно време некогаш се користи пелена и до 3 повеќе, мислам дека ако се откачи пелената, има голема шанса побрзо да се надмине проблемот и полесно, а ако е отстранета пелената, тогаш дефинитивно останува тој совет да побараат друго мислење и некој соодветен препарат. Мислам, не дека камилица и хиперманган не е лоша мерка, меѓутоа ако повеќе месеци трае, може дефинитивно треба нешто друго да се преземе дополнително. Следуваат, пред нас се летните месеци, наскоро ќе почнеме да одиме на море, езеро и слично. Смеат ли мали бебиња да се внесат во морски или езерска вода? Може ли тоа да биде стрес доколку температурата на водата е ниска? Препорачувате ли да се внесат? Според моје мислење, над 6 месеци без никаков проблем, мислам дека може и ако полека постепено нели со родителите, меѓутоа под 6 месеци сметам дека е ризично. Може, има родители кои што го прават тоа, има луѓе кои што имаат базен во двор и бебињата ги бањаат во базен уште од 1 месец. Меѓутоа генерално мислам дека од здравствен аспект и од аспект хигиенски дека подобро е бебе до 6 месеци да не се бања во таква отворена вода, затоа што познато е дека во тие отворени води како што се нели во езера, во море, значи има и
нели има и некои микроорганизми кои што може да направат некаков проблем. За возрастна индивидуа или големо дете кој што има нормален имунитет или нормална нели заштитни механизми, тоа не е воопшто сериозно, меѓутоа за бебе кој што има кој што практично имунитетот на бебето се базира на тоа што ќе го добие од мајката или преку мајчиното млеко и се создава имунитетот, се гради во првите месеци, мислам дека нема потреба. Докторе, ни објаснивте многу работи поврзани со бањањето, капењето на бебињата и малите деца, но вие во пресрет им излегувате на родителите на многу теми кои што се поврзани со самата бременост, па и доењето, кои што се исклучително голем предизвик. Работите во Лулка, во организацијата за грижа на трудници и мајки Лулка. Покрај тоа што организирате семинари, односно работилници, исто така помагате и индивидуално. Да, индивидуална поддршка. Да. Што каде има поголем интерес? Еве денес ќе имате работилница, ако не се лажам, за породување, да. За породување, да. Денес од 19:45, тие се веќе онлайн, значи на Zoom секој може да се пријави? Да, целосно отворени, значи сите што се интересираат за темата се бесплатни. Тие се месечни едукативни работилници на кои што ги даваме на некој начин основните информации кои што се важни, баш со цел да се да бидат посигурни, да ги знаат оние најчести замки или најчести потешкоти со кои што може да се сретнат, текот на породувањето како е, што да не бидат изгубени на некој начин и да не знаат што се случува, еве конкретно за породувањето, исто така и за доењето. Многу често имаме коментари како што правеле тие што не ја посетиле оваа работилница, како се справиле со целата ситуација. Така да можам да кажам со радост дека веќе има таква као организација или платформа кај која што може уште која ќе забременат, значи која ќе видат позитивен тест, веќе да почнат да се подготвуваат за она што ги следи. Да се подготвуваат, меѓутоа тука сме уствари баш заради тоа со оваа организација Лулка да им помогнеме. Значи има индивидуална поддршка, дефинитивно за доење индивидуалната поддршка многу важно. Да, таа е, да речеме, најпопуларна и најмногу ја користат и сметам дека многу добар, како да кажам, многу добра основа за понатамошен целокупен здрав развој и на бебето и на семејството. Која е следната работилница? Моето последно прашање. Следната во мај, значи сакаме да воведеме уште една работилница која што е за здрава бременост, која што се однесува на сите процедури во текот на бременоста што се прават, тие скрининг тестови, брисеви што се прават и различни процедури кои што може да треба или се задолжителни во текот на бременоста прегледи, така да во мај е планот да биде таа, исто така со доктор Горан Кочовски кој што сега за сега одлично соработува со нас и е одличен и многу јасно и прецизно и едноставно ги објаснува работите. Ви благодарам за вашето денешно гостување. Особено ви благодарам што веднаш после дежурството на ГАК дојдовте во студиото на Телма со нас и со гледачите да споделите низа совети и препораки корисни за негата и грижата со капењето на нашите најмили. Благодарам. Почитувани беше доктор Деница Алкалили, специјалист по педијатрија, гостин во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Поздрав и убав ден!